Поштувани гледачи, ја гледате рубриката за најубавите градини во Македонија, кои нели нашите граѓани сами си ги изработиле. Навистина еден топол и прекрасен ден, а ние сме на гости кај семејството Наумчевски, Владко и Филимена. Навистина имате многу убава и многу одржувана градина. Да ни раскажете нешто, кога почнавте да оформувате градината? Значи, ние градината почнавме од кога оформивме куќата, самата фасада, добивме идеја за да почнеме во самиот двор. Колку години е тоа? Тоа е од 2011 година. Значи, ова градина од прилика 5 години стара. Да, 5 години стара, да. Но добро формирана градина. Да. Некои од дрвата веќе беа тука. Дрвата, тоа е 97 веќе кога јас се усели во самата куќа. 3-4 тоа и тоа таму имамо 97 година. Так. Другите нешто ми се помлади дрва. Да, 90 2001 имам така, 2015 го имам тоа вртеното. Топијариумот, да. И така сето се доградувам, значи секако градина трпи свој некој. Да, одржавање на високо ниво, значи трети, четврти ден е шишам со корпа или без корпа за да си се храни самата трева доле коренот да има влага. Да има влага. Да. Имате една преубава црквичка. Раскажете ни нешто за црквичката, кога ги самите дрва во формував, за да стои влага во самите дрва, да си ставам хумусна трева, на земја, да си ги оформам, ми остана камен и ми дојде идејата да направам еден двор со една мала црквичка. Го направи дворот и после имав идеја да видам убав модел на црквичка, не сакав била каква, и дојде идејата во Берово бевне на посета со жената, викенд посета, и шетаме низ градот и наидовме на таква црквичка, многу ни се допадна и побаравме телефон од човекот што ги гради, што ги градува, и се договоривме, човекот дојде со 3 деца, во еден ден е угради. Под самата црквичка имате фонтаничка? Под самата црквичка постои фонтаничка со резервар и фонтаничката оди по канали, си се враќа во резерварот и пак ја испушта вода. Имаме кружен така. Да, имам и осветлување на самата црква, подземно осветлување на самата црквичка. Како еден уште многу убав детал, тука е еден многу убав велосипед кој е направен во бела боја и од него паѓаат навистина прекрасни цвеќи. Кажете ни нешто за тоа. Велосипедот ми дојде идеја исто со самото шетање, го погледнав велосипедот и си направив сама идеја дека ќе ми одговара во самиот мој двор и барав место каде и одлучив меѓу тие две прекрасни корпи да малце го прекршам зеленилото, да ставам некои питуни, виснати питуни и во различни бои за да ми декорира самиот двор, да не ми види. И самите корпи имаат приказка, како што ми кажавте? Самите корпи имаат приказка, тоа што идеја од самите канти од поликолор бетонирав облик, тој облик, јајчеста боја, и ги извадов кантите од поликолор и од самите камчина што ги патиште улици ги употребува, јас дојдов до идеја да направам такви корпи. Камче по камче ги собравне и ги залепив, ги средив и така дојдов до една идеја интересна од сами камени, од рефус камена добив едни прекрасни корпи. Дали госпојата Филимена ви помага во уредба? Ми помага. Значи она е уз мене, да не ја заборавиме, она е секојдневно, кога јас косам, она полива, а кога јас оградичката сама си е копата, имаме оградичката, ќе биде прекрасна, таа е од 2016 сега е насадена, ова оградичка покрај ова, и она си ја одржава, полива и така доаѓаме до двајцата, значи
За една ваква убаво уредена градина сигурно е потребно доста време. Колку време? За една ваква градина 2,5 часа ми е потребно комплетно со само шишање, само уредување, поливање. 2,5 часа во неделата? Во неделата, да. Значи, почитувани гледачи, не е многу за да се има ваква една убава малечка рајска градина, сепак оваа е градина од некои си 150 до 200 квадрати. Да, 150 квадрати. 50 квадрати. 15 пута 10, да, 150. 15 пута 10, да. Значи 2,5 сати во неделата навистина не е многу. Само треба да се има желба. Голема желба да постои во човекот, да има за да се одржава, да биде ова убавина. Што е наредно што би сакале да го направите во градината? Наредно ме одржува ова што е да го одржавам, да продолжи и синот и младите и утре снашка кога ќе дојди. Може некое дрвце да освежам, да иначе доволно, мислам за ова е тоа редовно. Така. Да. Почитувани гледачи, тоа беше преубавата градина на семејството Наумчевски, на господинот Владко и Филимена. Еве, гласете за нив за најубава градина во нашиот конкурс. И пријавете ги вашите градини, отворете ги вашите порти, а ние со нашата екипа ќе дојдеме да ги снимиме вашите градини.